Од сега па натаму на етикетата за свинското месо треба задолжително да се посочи каде животното се родило, каде е одгледувано, гоено, заклано и сечено. И исто така мора да стои дали храната содржи генетски модифицирани производи и дали состојките на храната може да предизвикаат алергија, други причини за неодамнешните промени. Вакви правила донесе Организацијата на потрошувачи заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство по појавата на африканската чума кај свињите во соседните држави. Доколку некоја храна содржи ГМ производ или пак доколку производот добиен од ГМ материјал е вклучен во произведувањето, тогаш етикетата мора да го содржи тоа. Проблеми се јавуваат алергии предизвикани од храната од свинското месо и од нетолерантност на определени видови храна. Бројот на населението во град Кочани кој страда од алергии произведувани од храна или кој има нетолеранција на определени видови храна, на кикиритки или латкоза, например, се повеќе се зголемува, приближно 8% од децата и 3% од возрастните страдаат од алергии предизвикани од храна или пак од нетолеранција на одредени видови храна. Во текот на вчерашниот ден владата донесе сериозни и радикални мерки за да се спречат последиците од свинската чума, кои може да бидат катастрофални за свињарството, но негативни и за целата економија. Штетата само по извозот би била околу 50 и 60 милиони евра, а вкупната над 100 милиони евра. Одстрел на дивите свињи, уништување на питомите свињи кои не се под биосигурносен надзор и засилени царински контроли на граничните премини, за да се спречи неконтролирано внесување свинско месо, се дел од мерките што ќе бидат преземени за превенција и спречување на ширењето на болеста свинска чума во земјава. Активирани во превенцијата се и од Организацијата на потрошувачи во Републикава. Питомите кај што се одгледуваат треба прецизно да се прегледа, да се гледа каде може и како да се чува, добитокот или стоката. Во какви услови се чуваат свините, дали тие воопшто можат да издржат на ваква температура. Организацијата на потрошувачи ќе биде согледна и ќе согледува се што може во наредниот период, ќе оде на испитување по фармите, да гледа каде се чуват, во какви услови се чуват. Првата мерка предвидува намалување на бројот на диви свињи и на свињите кои се чуваат без биосигурносни мерки, чиј број е околу 18.000. Министерството за земјоделство ќе им даде дозвола на сите ловни друштва за одстрел на дивите свињи во наредните 10 дена, на ниво од 50% од годишниот план, што значи 4000 диви свињи. Секој ловец за одстрела на дива свиња ќе добие награда од 1000 денари и ќе може да го задржи месото. Питомите свињи пак, кои не се под биосигурносни мерки, ќе треба да се заколат, а собствениците ќе добијат надомест од 3000 денари и ќе може да го задржат и користат месото. Свинската чума не е опасна и не ги напаѓа луѓето, но е смртоносна за свињите и брзо се шири. Освен во Бугарија, од пред една седмица е потврдена и во Србија. Ја има и во уште 20 други земји, а се шири и зема се поголеми размери.